Здраво и добро дојдовте во уште едно видео, каде што ова видео ќе зборуваме за биолошката активност на системот на комплемент, односно ќе зборуваме за функциите на системот на комплемент. Сега ги разгледавме функциите пред неколку видеа, но тоа беше релативно на кратко, сега ќе разгледаме малце подетално. Значи, најголем дел од биолошките активности, всушност на системот на комплемент, произлегуваат од интеракциите на дадени протеини, така значи дадени протеини на системот на комплемент, К протеин, или пак фрагменти од тие протеини, така например делче од тој протеин, кога тие протеини влегуваат всушност во интеракција со дадени рецептори кои се наоѓаат главно на некои си имуни клетки, но не мора да бидат секогаш на имуни клетки. Значи интеракцијата помеѓу протеините, односно фрагментите од протеини на системот на комплемент со рецептори за истите ни ги дава биолошките активности, така биолошката активност на системот на комплемент. И затоа е битно всушност да ги проучиме овие рецептори, така кои ги врзуваат протеините, односно фрагментите, па понатаму ќе ги видиме подетално некои функции кои произлегуваат. Сега, прво да спомнеме дека клетките, например, во овој случај фагоцитната клетка, има некој си даден број на рецептори кои врзуваат протеини од системот на комплемент. Така, сега, тој број на рецептори всушност не е константен. Така, тој се менува врз база на некои си надворешни влијанија. Така, значи сега да речеме дека во овој момент има еден рецептор, но ако добие сигнал, вид на некој си хемиски агент, тој може да смени експресијата на гените така што ќе стави сега повеќе рецептори. Така, значи добил сигнал дека потребно е да стави повеќе рецептори и ќе стави повеќе рецептори. Например, еден таков агент се всушност анафилотоксините. Значи анафилотоксини кои всушност беа малите фрагменти од сите протеини на комплементот, така кои ги имавме, се разцепува на А фрагмент и на Б фрагмент, каде што А беше помалиот освен или кај С2, кои што беа анафилотоксини. И ако дојде во контакт со нив, се вика аха, значи се активира системот на комплемент да направам повеќе рецептори. Сега, еден од овие рецептори кои овдека ќе ги разгледаме, така значи еден од овие рецептори, ева како сега ќе ги бележиме наваму, е на пример комплемент рецептор 1. Логично, исто има и друго име, кое е CD35. Значи, овие се cluster of differentiation, овие се многу различни протеини, само кои им давале бројки, затоа постојат многу акви протеини кои ги сретнуваме во имунологија, CD. Не е тоа битно, нас не е битно, значи комплемент рецептор 1. Значи, овој комплемент рецептор 1 можеме да го сретнеме на еритроцити, така, значи можеме да го сретнеме на еритроцити, каде што ќе служи за врзување на некои си имуни комплекси, значи го спомнавме таму порано, каде што ќе ги врзе и всушност ќе ги однесе, ова еритроцитот всушност ќе биде како еден вид возило за овие имуни комплекси до црниот дроб, така до хепар, каде што тие ќе бидат отстранети. Например, овдека имаме значи молекула од системот на комплемент која е препознаена од овој рецептор и нели ќе се прикачат. Овие CR1, односно комплемент рецептор 1, ги имаме исто така на макрофагите. Така, значи ги имаме на макрофагите. Имаме тука еден макрофаг, каде што овие рецептори всушност служат како потекнувачи на рецептор завиц на фагоцитоза, така како имаме овдека некоја си бактерија, направиме една бактерија која е врзана со антиген, која е врзана со антитело, и тоа антитело сега е прикачено со протеин од системот на комплемент, и тој сега се врзува со овој рецептор и овој макрофаг сега ќе изврши фагоцитоза врз оваа бактерија. И при тоа исто така всушност ќе ослободи некои си проинфламаторни молекули, така како интерлеукин 1, некои простагландини. Овој комплемент рецептор исто така го имаме и на Б клетки. Така направиме тука една Б клетка, го имаме овој CR1 рецептор, каде што всушност служи за внесување на одреден антиген. Ова не е баш добро секогаш, например ако имаш одека одреден антиген, така и овој антиген е врзан со C3b, и сега овој C3b да речеме дека е препознаат од страна на овој CR1 рецептор. Добро, не можам да кажам рецептор на крај, бидејќи ќе биде комплемент рецептор 1 рецептор, затоа CR1 само ќе го нарекувам. Ако биде врзан, всушност тој антиген понатаму ќе биде внесен, така ќе биде внесен внатре во Б клетката и ќе биде преработен на парчиња и тие парчиња ќе бидат презентирани на МХЦ. Ево сега не е секогаш добро, зашто бидејќи оваа Б клетка можда нема потребни антитела за да се врзе овој антиген, него се врзала само зашто C3b бил на нејзе. Но најверојатно кога ќе биде привлечен овдека
Така, ќе се провери дали има некое си антитело кое би можело да го врзе тој антиген. Но не е сега тоа толку битно. Битно е дека може да се сретне и на Б клетките. И всушност најверојатно работи како што ќе работи CR2, кој сега ќе го спомнам. Значи ова беше за CR1. Вака да го заградиме вака. Што беше за CR1. Сега ќе спомнеме за CR2. Вака ќе идеме тука десно. Значи за CR2 го имаме на Б клетките. Ќе речеме една вака Б клетка која има ваков CR2 рецептор. Вака ќе обрежиме. Иначе исто така може да се нарече овој CD21. Сега го имаме овој CR2 рецептор. Тој е многу добар бидејќи се врзува всушност со сите деградациони продукти на C3B. Така да имаме различни, но не е сега тоа битно. Значи се врзува со продукти на C3B, деградациони. И сега зошто е битно всушност да се врзува со нив? Бидејќи овие молекули на C3B често се врзуваат со антигени. Така како што видовме сега преходно. Значи имаш овдека одреден антиген и сега одредени деградациони продукти на C3B или самиот C3B може да се врзе така на антигенот. Значи кога тој антиген ќе доја се врзе со одреден имуноглобулин кој се наоѓа мембрански, значи мембрански имуноглобулин, всушност истовремено ќе се врзе и со овој CR2, односно CD21, така што всушност тоа овозможува да овој антиген има поголем афинитет да се врзе кон оваа клетка. Значи поголеми се шансите кога овдека вака ќе налета од некаде да се задржи така доволно и да се види дали е специфичен за тој антитело. И поради ова, всушност, ова ни дозволува дури да имаме 10 пати помала концентрација на антиген, а повторно да би бил забележан од страна на некоја си дадена Б клетка. Бидејќи имаме два рецептори кои имаат афинитет кон тој антиген. Едниот кој се врзува со C3B кој е прикачен на антигенот, другиот кој се врзува со самиот антиген. И всушност и при помали количини на антиген би можеле всушност да го врземе. Тие се двата главни кои би сакал да ги спомнам. Нормално постои многу повеќе. Значи сега ќе ставаме на табела кај што ќе видиме сите до сега познати комплемент рецептори и што тие врзуваат и во што учествуваат всушност. Значи сега ќе видиме на табела, но овие беа двата главни кои сакам да ги спомнам. Значи комплемент рецептор KERC и комплемент рецептор 2. Значи ева ќе идеме подоле малце. Имаме тука една табела кај што ни покажува различни рецептори, значи CR1, CR2, CR3, CR4 и натаму има други рецептори кои не се сега толку битни, но поентата е да знаете дека постојат голем број рецептори кои имаат различни улоги, кои врзуваат различни протеини или пак фрагменти од самите протеини. Сега прво ќе разгледаме како системот на комплемент служи кон подобрување на одбраната од инфекции. И првично всушност ќе збориме за мембрански напаѓачки комплекс, мембран атакинг комплекс. Така, и за ова зборевме неколку пати спомнавме, односно дека патегите на активација на системот на комплемент се стремат да стигнат до формирање на овој мембрански напаѓачки комплекс, кој што беше всушност формирање на протеинска пора, нали, торпедо, која се интегрира во клеточниот зид, така што сега имаме дупка во клеточниот зид. Односно имаме влез, неконтролиран влез и излез на различни течности, различни иони и така. Имаме различни иони кои може да поминуваат, односно се нарушува хомеостазата на дадената бактериска клетка и поради тоа клетката би умрела. Сега, нормално ја реков дека една пора нема да ја убие бактеријата, така да речеме имаме една бактерија и нормално се формира една пора, да речеме тука некаде. И сега таа една пора дали ќе убие бактеријата, нема да убие. Така, зашто едноставно, ако од една пора излегува неконтролирано или пак влегува вода, бактеријата си има илјадници други пори кои се контролирани. Така што може да надокнади за таа малце, за тој мал дисбаланс, со тоа што ги активира повеќе другите пори да работат. Така што нема да биде голем проблем. Но поентата е, нели чекорот на амплификација кај C3 конвертазата, кај што ќе биде многу C3B молекули и поради тоа стекна време да се формираат многу мембрански напаѓачки комплекси, да се направат многу пори во клетката, иако има многу пори, веќе едноставно не може да компензира со своите канали и ќе умре бактеријата. Сега добро, може значи да уништи бактериски клетки, но исто така нормално може и да уништи некои наши клетки овој мембрански напаѓачки комплекс. Така, значи наши клетки може да настрадат. И првите експерименти кои се правили биле на еритроцити, така кои немаат јадро, така што не може да контролираат создавање на протеини, така и едноставно ако се вметне еден мембрански напаѓачки комплекс, тоа нарушување на влезот и излезот на материи
Зашто ќе ја уништи клетка, ќе уништи еритроцитот. Но кај другите клетки, да речеме имаме некоја си друга еукариотска клетка, така некоја си друга наша клетка, која има јадро, првично таа е отпорна воопшто на формирање на мембрански напаѓачки комплекс, зашто има одредени заштитни протеини, така, например има одредени фактори кои ја заштитуваат од воопшто да се формира мембрански напаѓачки комплекс. Но некогаш, например, ако имаме премногу продукти на комплементот, така кои се активираат, и да речеме некој ќе се прикачи и ќе имаме овдека некаде си формирање на мембрански напаѓачки комплекс. Сега, ова дали е некој си проблем, најчесто не е. Зошто? Бидејќи чим одма ќе се формира, се праќа еден вид сигнал до јадрото кој му кажува наводници дека имаме се вметнал некој мембрански напаѓачки комплекс и што прави? Он иницира јадрото одговор преку други протеини кои всушност земаат дел вака, така овој дел ќе го отстранат. Така овој дел ќе го отстранат. Сега како ќе го отстранат? Например сега ќе зумираме овдека и да речеме дека ова е тоа, дека што го имаме мембрански напаѓачки комплекс, едноставно тој ќе се извитка на овој начин, ќе направи како една везикула вака, така овдека стои повторно мембрански напаѓачки комплекс и овие краеви ќе се спојат, така и тоа што ќе се добие, што ќе се биде неоштетен клеточна мембрана и везикула на која ќе се наоѓа мембранскиот напаѓачки комплекс. И оваа везикула или може да се внесе внатре, така ева ќе ја направиме, значи или може да се внесе внатре или да се изфрли кон надвор. Така што сме го решиле проблемот, сме отстраниле дупката. И ова е многу интересно, едноставно има дупка, подстрани го тој дел и сврзи ги двата сотедни краи, сега немаш дупка. И тоа е еден начин на кој ги решава овие проблеми, но да речеме во случај да се создадат многу повеќе мембрански напаѓачки комплекси, во тој случај ќе имаме навлегување на многу калциум, кој интересно е дека стимулира апоптоза на клетката, која не е иста со нормалната програмирана клеточна смрт, едноставно има различни биохемиски патишта, така што се нарекува некротична, значи некротична апоптоза, но може да се случи во одредени случаи. Сега исто интересно да се напомене овој механизам, така на правење на везикули, кои може да се внесат кон внатре или кон надвор, односно овој механизам на одбрана на нашите клетки од мембранскиот напаѓачки комплекс, иако е добар, за да не страдат невини клетки у наводници, е исто така лош. Зошто? Зашто, например, одредени продукти е комплементот кој може да ги таргетираат канцер клетките, едноставно ги прави неефективни, зашто самите канцер клетки исто вака си го решаваат проблемот. Но, окей. Ајде сега да видиме дали ова е се стварно толку моќно, значи ја реков дека може да ги уништи бактериите ако се направат повеќе вакви мембрански напаѓачки комплекси, но исто така може и да уништи вируси, така, значи одредени вируси кои кога излегуваат од нашите клетки, со нив понесуваат, ја вака ќе направиме, така има кон наша клетка и вирусот кога ги проба да се искочи, он со него всушност ќе понесе дел од мембраната на нашата клетка, така. И сега ние, односно нашиот организам, може да ги направи овие мембрански напаѓачки комплекси, сега ги бележам со виолетова боја, кои може да се интегрираат во таа мембрана и всушност да се уништат овие вируси. Така, значи освен бактерии, ова е и ефективно против вируси, кој вирусот сега вака ќе обележам како вака и кој ДНА внатре дека има само. Значи овие мембрански напаѓачки комплекси се ефективни и против вируси. Кога ќе збориме подоцна повеќе за тоа. Сега, ако збориме на ниво на бактерии дали се успешни, реков да може да уништат, но и бактериите си имаат начини на кои може да се справат со тоа. Значи ги имам посебно видео каде што ќе видиме механизмите справување на бактериите со воопшто имуниот систем, но главно со системот комплемент. И еден од механизмите е, например, кога што си имаш бактеријата, она може да има капсула. Капсула околу нејза. И сега да речеме дека ќе се прикачи некој си протеин, така од системот на комплемент, но едноставно тој не е достапен за макрофагот. Да речеме дека имаме некој си макрофаг кој има рецептор за тој протеин, едноставно не може да дое во контакт. Така не може да дое во контакт со него зашто има капсула бактеријата. Така, и некогаш таа капсула спречува и формирање на мембрански напаѓачки комплекс, така не може да стигне до клеточниот зид. Не секогаш, обично си се формира, но некогаш може да го спречи формирањето. Некои бактерии имаат па многу дебел липополисахарид, така, многу дебел клеточен зид, така што и да се направи пора, нема да иде до крај. Така,
Значи има различни начини на заштита. Имаат некои од надворешна страна многу липополисахариди, така, значи имаат многу липополисахариди, така што воопшто не може да стигне мембранскиот напаѓачки комплекс да се формира. Просто не баш не може да стигне, но сакам да наведам дека постојат механизми на кои бактериите се заштитуваат. Така, значи они плюс и си прават протеини, значи као ние што си имавме фактори кои заштитуваат од формирање на мембрански напаѓачки комплекси, има некои бактерии и они си прават фактори на заштита. Така, значи бактериите не се паметни, ама еволуираат многу побрзо од нас. И може да најдат решенија за голем број проблеми. А комплементот бидејќи постои од многу одамна, така еволутивно е постар од адаптивниот имун систем, комплементот е многу стари, затоа бактериите имаат развиено доста механизми со кои може наредно дојство на системот на комплемент е всушност да учествува во опсонизација. Така, ако имаш одредена бактерија која на својата површина има даден антиген и имаш одреден макрофаг кој не го препознава тој антиген, така он има некој си toll-like рецептор кој не препознава такви антигени, да речеме дека на тој антиген може да се врзе дадено антитело кој има одреден ФЦ регион. Така, сега, макрофагот има рецептор, така, значи има рецептор за ФЦ региони, така што сега може да го препознае. Но истото важи и за продуктите на комплементот. Да речеме дека имаш одреден антиген, кој што може да биде врзан не од антитело, него од одреден продукт на комплементот, обележен со виолетова боја, и макрофагот има рецептор, така ќе бележиме некако си вака нека биде, има рецептор кој врзува така продукти од системот на комплемент и сега може да изврши фагоцитоза. Или пак може да има целосен сендвич. Имаш антиген, на него имаш антитело, на антителото го имаш протеинот од комплемент и сега овој протеин, овој рецептор од макрофагот исто така може да го препознае овој протеин. Така, значи виолетовото е протеин од некој од комплементите. Најчесто тоа е C3b, така, значи најчесто е C3b или пак е C4b. Значи најчесто се тие протеини од страна на комплементот кои се препознаени од страна на комплемент рецепторите. Но може да има некои други, ама тие главно се тие кои се препознаени. Овдека лево на сликата го имам истото, значи имаш одредени бактерии кои може да се обложени од страна на антитела, од страна на некои си продукти на комплементот, така некои фрагменти, некој си фрагмент. Или пак од антитело па врз антителото да е комплементот. И поентата е, тие ќе бидат препознаени од страна на даден макрофаг. Така, наперов дека кај макрофагот имаш рецептор кој препознава комплемент, така, одека имаш рецептор кој препознава ФЦ регион. Главното е да се овозможи опсонизација, така, значи вршење на опсонизација со цел бактеријата да биде унаводници повкусна за макрофагот. Интересно е, ова е многу битно всушност кај некои вируси, оваа опсонизација, например ако имаш еден вирус и на него се налепат многу протеини, ако се налепат многу протеини, он не може да се врзува нормално со рецептори на твоите хост клетки. Осно имаш некоја си твоја клетка, така имаш одека некоја си твоја еукариотска клетка и овој вирус сега не може да се врзе, и ако не може да се врзе, не може да влезе преку ендоцитоза, така едноставно нема биде толку ефективен. Сега нормално и вирусите како и бактериите не се скроз така не се отпуштаат само да бидат контролирани од страна на нашиот имун систем, нормално и они си имаат одбрани некои си. Например вирусите може да бидат обложени со сијалинска киселина, така која ќе заштити, или пак да имаат, како што реков кај бактериите, фактор 1, така кој исто така ги заштитува од натрупување на компонентите на комплементот. Значи се имаат начин на кој може да се заштитат, но сепак колку толку нашиот систем на комплемент може да ги неутрализира преку вакво натрупување на протеини врз нејата површина и при тоа слепувајќи повеќе вируси еден со друг, значи може да ги слепи вака. Така, иста беше функцијата слично, барем на антителата, и антителата исто така може да ги слепат вирусите едни со други и да ги направат како агрегати. Трета функција која ја спомнавме всушност е потекнување, односно правење на воспаление.
а воспалението потекнуваше од овие анафилотоксини, односно помалите единици на кои имаме деградација на протеините на комплементот. И главно тука спаѓа, значи C3A и C5A. Значи тие се главните проинфламатори, ама сите анафилотоксини потекнуваат инфламација и они се врзуваат со одредени Г сврзани протеини, односно Г coupled протеини, кои што инициираат протеинска каскада, така значи имаме протеинска каскада која што иде до создавање понатаму на интерлеукини, кои што интерлеукините одека сега ќе го имаме целиот процес воспаление, нели, зголемуваат, прават вазодилатација, зголемуваат излегување на течности од крвните садови, односно зголемуваат нејната пермеабилност, повикуваат други леукоцити да дојдат на местото, така произведуваат, нели, кам молекули на место кај што има воспаление и така натаму. Значи, тоа го разгледавме видеото за воспаление. Ама поентата е дека ќе потигне воспаление, нели, ќе предизвика дегранулација на одредени маст клетки, еозинофили, базофили, така, и поради тоа ќе се ослободат уште повеќе хемотоксични материи, па уште повеќе ќе дојат овие лимфоцитни клетки, леукоцити некои, така ќе потикнат фагоцитоза на околните макрофаги или други фагоцитирачки клетки и така натаму и така. Значи ќе се потикне едно општо, мислам, локално воспаление. Сега, една друга биолошка активност за која е битен системот на комплемент е всушност чистење на унаводници жртвите од која поминала битката, така, од која се решила инфекцијата. Бидејќи, кај што била инфекцијата, најверојатно сме имале многу клетки од имуниот систем, да речеме лимфоцитни клетки, кои веќе се непотребни, така, значи веќе имаме многу, завршила инфекцијата, веќе не е потребно да имаме толку многу, едноставно тие се треба да се отстранат. Не сакаме да имаме некоја си автоимуно заболување. Сега како ќе се отстранат, они првично ќе се потикнат самите апоптоза и поентата е од самата така клетка ќе се разгради на некои си помали глобули, значи од една клетка ќе се направат како мали глобули, значи ако сега ќе направам како внатре нези да се, но поентата е она целата така ќе се распадне на некој си начин и ќе ги формира овие помали такви глобули. И овие липидни глобули всушност се нарекуваат апоптотични телца. Значи апоптотични телца, кои што интересно е, експресираат, односно презентираат фосфатидилсерин на надворешноста, ќе брежа со некоја друга боја, на надворешната страна од нивната мембрана, така и исто ДНА бидејќи целта фрагментирана, така ова не е клетка, овие се само такви мали телца. Парчиња од ДНА од нуклеински киселини се наоѓаат покрај мембраната. Значи имаме парчиња од ДНА. Исто така ги имаме оваа фосфатидилсерин. Молекула која нормално треба да се наоѓа од внатрешната страна. Така, ама кај овие апоптотични телца се наоѓа од надворешната страна и плюс ги имаме овие ДНА, мислам нуклеински киселини, не се како ДНА, кои се наоѓаат на површината на клеточна мембрана. И овие работи се всушност препознаени од страна на, ќе направиме како повеќе како метличка, од страна на C1Q. Значи C1Q ги врзува овие апоптотични телца, препознавајќи ги ДНА, односно нуклеински киселини кои се наоѓаат околу мембраната и едноставно потоа ова може да биде исчистено од страна на макрофагите. Така макрофагите ќе препознаат C1Q, едноставно ќе ги исчистат овие апоптотични телца. Исто друго што треба да се исчисти од кога завршила битката се антиген, антитело имуните комплекси. Така, зашто нормално кога биле тука бактериите направиле многу антигени, така, но овие клетки така например продуцирале антитела. И сега овие антитела, така ќе идат со жолта боја, ги врзале овие антигени, така и се формирале вакви антитела, антигенски комплекси. Ако сега ги нацртавме како без везе, ама нема врска. И сега овие исто така не може да останат на во циркулацијата и они треба да бидат исчистени. Значи ги имаме овие антиген, антибоди комплекс, кој исто така треба да биде исчистен. Едноставно на ФЦ регионот ќе се налепат, така ќе се налепат протеини кои ќе брежат со виолетова боја, кои ќе бидат протеини на комплементот, најчесто ќе биде C3b, така најчесто ќе биде C3b, кој вака налепен може да биде препознаен од страна на
макрофаготи да биде исчистен овој комплекс, така овој целиот комплекс ќе биде фагоцитиран, или пак да биде препознаен од страна на еритроцит. Ја дека одреден еритроцит кој што има рецептор за C3B и ќе биде прикачен овој комплекс на него и понатаму ќе биде однесен до хепар или до слезина и ќе биде исчистен. Ево дека имаме слика како се чистат тие имунски комплекси, така ќе се врзат C3B, C3B ќе се врзат за CR1, односно за еритроцитот и тие ќе бидат однесени до вакво црниот дроб или слезената, каде што ќе бидат фагоцитирани, или пак ќе бидат фагоцитирани некои фагоцити кои се наоѓаат околно, така не мора да патуваат толку далеку. Значи треба да се исчистат овие имуни комплекси и треба да се исчистат овие мртви апоптирани клетки. Така, кои што формираат вакви апоптотични телца. Има голем број заболувања кои што се базираат на тоа да одредени автоимуни заболувања каде што немаме чистење на овие комплекси, така на пример гломерулонефрит. И тоа беше главно се што сакав да спомнам за биолошката активност, односно биолошките последици од активација на системот на комплемент. Мислам да спомнам и за некои работи како е ова се поврзано со адаптивниот, односно со вредениот имун систем, но се уште тоа се работи кои не се целосно разбрани, затоа нема да навлегуваме у тоа. Стогов дека само спомнавме дека е врзан со адаптивниот поради тоа што C3B може да се врзе со CR2. Така, значи и тоа му помага на адаптивниот имун систем на Б клетките полесно се врзе со антиген, но тоа е главното. Сега, дали видовме други функции, може да служи комплемент за чистење на жртвите, односно на мртвите клетки, но исто така на антитело-антигенските комплекси и како всушност не подобруваат одбраната од инфекција, преку прање на мембрански напаѓачки комплекси, инициирање на воспаление и преку опсонизација. И тоа беше главно се за овој видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување!